Македонската власт сака да промени историска вистина и да ги изравни бугарите со македонците во македонскиот устав. Со уставните измени кои по секоја цена се обидуваат да ги протуркаат владеачките партнери СДСМ и ДУИ, бугарскиот народ ќе добие ист статус како македонскиот во преамбулата на уставот, предупредува потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Опозицијата јасно порача дека нема да дозволи бугарите да станат конститутивен народ во Македонија, а и дека воопшто нема да дозволат отворање на уставот без распишување предвремени парламентарни избори. Доколку се прифати ова што го предлагаат СДСМ и ДУИ, македонскиот народ ќе биде скоро изравнет со бугарскиот народ, што е цел на бугарите. Затоа што во постојната преамбула на Македонија пишува: граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, запирка, дел од албанскиот народ, турскиот народ, српскиот народ, влашкиот народ и ромскиот народ ја формираат Република Македонија. Што значи дека доколку се додаде бугарскиот народ, тој ќе е конститутивен елемент на Македонија, што е спротивно на историјата и на реалноста. Од ВМРО ДПМН јасно порачаа дека за нив единствено прифатливо е промена на уставот според хрватскиот модел, се друго никако нема да го помине филтерот на опозицијата. Имавме предлог кој што власта го одби, а се однесуваше за измена на уставот по теркот на хрватскиот модел, меѓутоа еве видовме дека представниците на власта мудро молчат, иако тие беа првите кои што го предложија токму таквиот модел. Пратениците на ВМРО ДПМН нема да учествуваат во ваквата процедура за отварање на уставот во овој пратенички состав без претходни избори. Сепак власта останува цврста на својот став дека уставните измени и внесувањето на бугарите во уставот мора да поминат, иако и самиот премиер Димитар Ковачевски порача дека тоа нема да ни бидат последните уставни измени на патот кон Европската унија. Ова не се последни, бидејќи и пред влегувањето во Европската унија, на уставни измени кога се даваат дел од надлежностите на Европската унија, како што тоа го направила секоја држава. И ова не е последното двотретинско гласање на патот до Европската унија. Пред нас имаме, врз основа на скрининг извештаите кои ќе ги добиеме, реформа на правосудството. За тоа треба 2/3. Реформа на обвинителството. За тоа се потребни 2/3. Внесувањето на бугарите може и да не бидат единствените измени кои ќе се случат при евентуално отворање на уставот. Дел од албанските партии условуваат поддршка за уставните измени со бришање на 20% за вториот официјален јазик, односно впишување албански јазик, со што де факто тој целосно би се изравнил со македонскиот во македонскиот устав.